Ова е Марио, тинејџер, гимназијалец. Во фаза кога животот е интензивен, а вниманието лимитирано. Сака излегување, сака социјализација, кошарка и, секако, девојчиња. Свири клавир и електрична гитара, затоа што некои работи не се кажуваат, полесно се свират. Сака мода, сака себе грижа, има скинкер рутина што трае подолго од просечна лекција. Еј, ово со скинкерот стварно не ти требаше. Музиката му е за солниште. Омилен бенд? Дупер. Малку бунт, малку емоција. Чита книги, не од навика, туку поради договор. И оди во теретана. Истренер како мајка му. Различно време и причина. Со лимитирано внимание. Полека малку? Ќе видиме. Ова е Маја, 41 година, речи си средовечна. Кариеристка, другарка, мајка. Со повеќе улоги отколку време. По природа, бубалица. Обсесивно учи и ден денес верува дека знаењето е лична одговорност. Креативна, со многу пасии и сериозна потреба се да претвори во идеја. Има свој бизнис, готварско шоу и дигитално присуство како wannabe инфлуенсер. Работи, создава и оди во теретана. Истренер како синот. Различно време, различна мотивација. Не сум обсесивна, само сум дисциплинирана. Верува дека разговорот со синот е поважен од секоја листа со обврски и дека книгите се алатка, не решение. И не сум средовечна. И двајцата мислат дека се во право. Мајка и син. Миленијал и Gen Z. Ист дом, различен пристап. Ова е простор каде не мора да се согласиш, само да размислиш. Ова не е подкаст за книги и не е родителски прирачник. Ова е разговор помеѓу две генерации, со различен ритам, различни приоритети и исто прашање. Како се расте без упатство? Книгите се повод, животот е содржина. Секој разговор почнува со 3 прашања. Што не ти е јасно? Со што не се согласуваш? И што можеш да примениш сега? Добре дојдовте меѓу редови. Денеска дојдовме во 091 на кафе да си направиме еден убав муаве, така? Да. Прво се представиме кои сме. Зашто прв пат вака се појавуваме како заеднички. Ајде, јас сум Марио, имам 17 години и дојдов тука да раскажам зошто треба да се читаат книги за пари, се зафркаваме. Не е тоа, туку како читањето, како почнав уствари да читам и како се одржи тоа на мене во иднината и сегашност. Јас сум Маја, твојата мајка, нели? И денеска дојдовме тука и решивме да представиме еден договор кој го имаме меѓу себе. Го почнавме многу пред да се снима подкастот, не го почнавме за да може да разговараме вака и да снимаме нешто, ама го почнавме затоа што сакавме, нели, да се договориме дека јас ти давам книги кои ги читаш, јас ги бирам книгите, ти ги читаш и јас на крајот Плаќаш. плаќам. Така. Ти одговара дилот? Многу. Ти одговара така. Супер ми е. Ти одговара. Ај покасно ќе објасниме зошто го направивме тој дил. Сега да почнеме со првата книга која практично почнавме да ја обработуваме и поради која денеска ќе разговараме. Тоа беше првата книга, беше? Like an Artist од Остин Клион. Дали ти се допадна првата книга? Ми се допадна зашто ми разви мислење кое до сега го немав за некои работи и на крај 1500 многу добро ми дојде. Супер. Ти интересира зашто избрав таа прва книга? Па ме интересира. Избрав првата книга заради тоа од неколку причини. Првата заради тоа што е мала, кратка, а ти не си читач. Колку книги имаш прочитано до сега? Не ќам да кажам. Две.
Една. Добро. Не, сега имаш повеќе прочитано. Сега да. Имаме и таргетот, нели, околу 40 на книги во 2026. Ја избрав затоа што е мала во број на страници, затоа што сметам дека треба да се почне со нешто што е полесно, за да може да ти се задржи вниманието понатака и да даде шанса на други книги. Ја избрав заради тоа што е врзана со креативноста. Ти си креативно дете, те интересира музика, свириш 3 инструменти и мислам дека ќе ти се врзат одредени работи кои ќе ги прочиташ во книгата со она што ти е секојдневие. И заради тоа што е полна со илустрации, мислам дека вашава генерација добро тоа го перцепира, кога има одреден текст кој е пократок, нели, и врзана со илустрации, не мислам дека тоа е погрешно, нели? Па да. Туку едноставно е различен начин на кој учите. Добро. Начин на кој ние сме договорени во тој наш договор, нели, дека јас проверувам дали ти ја имаш прочитано таа книга и тоа ќе биде форматот на овој разговор. Имаме 3 прашања. Првото е што е нешто со кое не се сложуваш во книгата што си го прочитал. Второто е што не ти остана јасно, па да можам јас некако да ти го разјаснам, и третото е што е нешто што со кое ти од тука можеш да го извлечеш како поука и да го примениш веднаш во твојот живот. Ајде ќе почнеме прво со што не се сложуваш, нели, нешто што си го прочитал во книгата и не се сложуваш со истото. Дали ќе може прво да кажем што не ми беше јасно, за да се надоврзам за што не се сложувам? Секако. Ајде, по мене. Ајде, прво што не ти се разјасни во книгата. Во оваа книга Still Like an Artist, како што вика насловот, за инспирација, пример, дека музиката се црпат инспирација од неколку дела. Добро. За да се стане под авторот, како што кажува, креативен. Сега да кажам нешто за креативноста. Мене не ми беше јасно моментот како се станува креативен, односно вистински оригинален, бидејќи во тоа дело се разјаснува како 9 од 10 дела не се оригинални, туку се направени со нечија со инспирација од други дела, така, и дека нема ништо оригинално, така тврди авторот. Да. Добро, прво да расчистиме, дали ти е јасно дека кога вика кради како уметник, не смета на директна кражба, тоа си иде во затвор, така, тоа ти е јасно дека смета, користи метафора, знаеш што е метафора? Ајде друго прашање. Значи, користи збор кој не го означува крадење, го користи за да објасни инспирација на еден повпечатлив начин. Меѓутоа, цело време авторот зборува за инспирирање од други дела, не за директно крадење и поминување на кога ќе ги земеш тие дела од кои ти си се инспирирал, нели, ги поминуваш ни својата автентичност, ги процесираш и вадиш одредено дело. Не ти беше јасно како да си сега оригинален, така? Дека е многу тешко да бидеш некој кој има печат во денешно време, нели, кога си то. Ајде тоа вака да го објасниме. Да тргнеме од едно многу постаро време, Моцарт, времето кога го творел, така, Моцарт го знаеш како музичар, го свириш, така. Добро. Моцарт кога творел, нели, одел во школа музичка, имал одредени книги веројатно по кои учел, така, имал професори кои го учеле и му давале одредени техники и тој станал гениалец таков како што станал, потоа тоа што го научил, кое го добил од неколку луѓе на кои бил изложен, така го isprocesирал ни својата гениалност и создал оригинални дела. И сега, ако одиме во тоа време, збориме во време кога не постои телевизија, не постои ни грамофон, не постои носачи на звукови, не постои интернет, не постои ништо. Колку луѓе можат да се судрат директно со делата на Моцарт? Мислам, да ги исперцепираат, да бидат присутни на свирење на тие дела. Па многу мал број, бидејќи тогаш било тешко да дојдеш од дестинација до дестинација и немало како да го слушнеш Моцарт према што го слушнеш, ако немало ништо. Можело да го слушнеш, нели, ако он ти свири директно, така и присуствуваш на концертот, колку концерти може Моцарт да одржи во месецот, така. Толку колку што може, толку се луѓе, и тоа е ограничен број. Колкава е веројатноста дека внатре во тие луѓе што слушаат има гениалец што ќе земе, ќе се инспирира и ќе украде малку од Моцарт и ќе направи нешто друго. Многу мало. Многу мала. Така што во тоа време на различни делови од светот постоеле различни гениалци кои со многу мало влијание, иако и они биле под влијание, инструментите постоеле, начин на кој се свират тие инструменти веќе бил воспоставен. Со многу помало влијание можеле многу полесно да се изразат и да создадат дела кои ќе имаат оригинален печат. Ајде да одиме чекор понапред, да речеме во времето кога се раѓаат музичките правци, се раѓа џез, се раѓа соул, се раѓа блуз, се раѓа рок, така. Зошто мислиш дека тоа се случило? Па,
заради желба за да се креира нешто ново. Или можеби на тие музичарите им било досадно цело време едното исто да го слушаат и сакале нешто ново сами да си направат и така вајда излегле ноќе. Дали тоа што се создало во правците е баш ново и оригинално? Па да. Според тебе? Да, зашто до тогаш не било ништо такво слушното до сега, не знам. Тоа е вистина, оригинални се тие дела. Меѓутоа, тешко дека тие дошле баш од ништо. Знаеш? Да. Сите тие луѓе во времето кога се развивале тие правци се измислило снимањето, излегла телевизија, излегле грамофони, носачи на звук. Многу повеќе луѓе можеле да бидат изложени на одредени дела од музичари, артисти, тие да се преслушаат, многу пати можело да се вратиш да го преслушаш, да видиш која е динамиката, кој е ритамот, какви инструменти се употребени, која е мелодијата, да ја изанализира, заради тоа што постоеле алатки, нели, кои ја носат музиката поблиску до луѓето и на тој начин многу повеќе луѓе можеле да почнат да творат и бидејќи биле под влијание на одредени луѓе кои креирале правци, така? Добро. Се создале слични музики, па се создал рок, па се создал џезот. Џезот како таков личел на грешка на почетокот, тоа биле само уметници кои решиле намерно да ги прескокнат правилата на класичната музика и да остварат нешто различно и во тоа време делувало како грешка да е. Секој оригинално дело, во суштина, кога првпат го слушнеш, делува како да е грешка. Меѓутоа со конзумирањето и со препознавањето на автентичноста во тоа дело станува оригинално. Можеби тоа би требало да го донесеме денеска во ова време, кога имаме буквално се на клик и огромна изложеност, можеби треба само инспирацијата која добиваме од различни автори да ја преведеме ни својата автентичност, да ги направиме грешките од ново. Можеби е потешко, ќе се сложам дека денеска е потешко да се направи нешто оригинално, меѓутоа не би се сложила дека мора тоа да биде 100% нешто ново, нели, за да биде успешно. Одиме на второто прашање. Кое е нешто што не се сложуваш во книгата која го прочита и онака баш децидно не се сложува? Епа, да се надоврзам до првото прашање, едно нешто што не се сложуваме дека не може да се креира скрос ново оригинално дело. Пример за тоа е, може да се каже, гитаристот на Pink Floyd, Дейвид Гилмор, во песната Shine on You Like a Crazy Diamond. Тој пред само 50 години креирал нов акорд, скрос нов на гитарата, не бил слушнат до сегаш никогаш таков акорд. Тој го направил со свирење на гитарата дома, предпоставувам. И тоа што му паднало убаво од свирењето, го пробал и имал еден акорд што до тогаш бил познат, нели? И он само си рекол, предпоставувам пак, да е само да сменам квинтата и isвирил тоа и му се засвијал. И отишол во студио и го прашал другарат, мислам дека е точна информација, не сум сигурен, негов пријател таму. И овој му кажал, не знам што е ова, ти ново си креирал. И таа песна се води со тој цел нов акорд и баш е тоа многу познато и затоа да се надоврзам, затоа сметам дека вистински може да се креира во ова време скрос ново оригинално дело. Имам едно прашање, подпрашање. Ајде. Дали мислиш дека Pink Floyd ги прави оригинални, тоа само затоа што постои некој акорд што до тогаш не бил одсвирен или ги прави оригинални нешто друго? Или само тој акорд кој од ништо дошол? Па, делумно се сложувам со двете, затоа за баш оригинални сметам дека голем фактор е всушност акордот го креирале, но од друга страна тие земале сигурно инспирација од некои други свирачи, но тие може да се каже дека креираат полунов правец во музиката, што е како psychedelic рок. И тоа е. Што значи да заклучиме дека да, искреирале нов акорд и тоа е, да речеме, еден оригинален елемент, нели, на нивната музика. Меѓутоа нивната музика е инспирирана од многу други различни правци, дури има и класична психоделија, рок музика, има специфичен начин на пеење, многу голема внимание на текстовите кои се многу релевантни во тоа време во кое живеат и творат, така и спојот на сето тоа прави едно оригинално дело кое претходно може би било слушнато во други правци со своите елементи, меѓутоа начинот на кој тие го склопуваат, начинот на кој го процесираат, ги прави оригинални, што може да не донеси до денеска. Може би нов акорд не е потребен за ти да искреираш баш
скроз оригинално дело, тоа би било можеби нов елемент. Можеби во денешно време се измислат нови инструменти со сите нови алатки кои ги имаме, различно тие да се искомбинираат. Меѓутоа, она што го прави едно дело оригинално е личната автентичност на авторот. Тој се инспирира, анализира други дела, ги восприема преку својата автентичност и потоа се инспирира или краде, како што вика, нели, авторот на книгата, се инспирира за да ги преточи во нешто што смета дека зад кој може да застане, нели? Едноставно застанувам и јас сметам дека е оригинално и доволно. Понатака, нели, во таа другата книга што ти ја дадов од истиот автор, беше презентира ги своите дела, нели? Дури да се грешки, низ грешките се учи, така, ама за таа книга ќе зборуваме во некој друг разговор, можеби. Јас сметам дека ова е оригинално, мојата автентичност ова го кажува, го дозволува, јас имам само ова да го презентирам, нели? И од тука натака веќе тоа дело има свој живот, така? Можеби ќе биде зборувано низ историјата како оригинално, можеби не. Меѓутоа, автентичноста на авторот е тоа што ги прави делата оригинални, што значи дека во денешно време може да постои оригинал. Само различна му е нели димензијата на оригиналот. Се сложува со тоа? Сега да, претходно не. Ми се разјасни искрено да кажам. Да. Одиме до последното прашање кој мене исто многу ми е важно кога ги читам овие книги, затоа што знаеш кога ти ги бирам книгите, морам да го објаснам својот личен мотив, зошто го направивме овој договор јас и ти. Го направивме пред да го смислиме подкастот, пред да го правиме овој разговор, нели? Лично сметам дека малку сме неправедни кон вас како генерација. Цело време, нели, зборуваме за нешто што вие не чините или каде ви се, нели, оние дупки за да можете да придонесувате во општеството. Лично сметам дека ние имаме одговорност како генерација пред вас да ви дадеме алатки со кои вие понатака низ животот полесно ќе се снаоѓате, ќе творите, ќе придонесувате, ќе го правите светот убаво место за живење. Преку овие книги кои јас ги селектирам на тој начин да влијам врз она што сметам дека треба да го знаеш. Затоа што еден мозок кој е празен и нема алатки и нема знаење кој некој мислители го напишале, некои луѓе кои се експерти во одредено поле го заклучиле, склоне кон носење на лоши одлуки, кон измислување на реалности кои не постојат, кон едно поинакво движење во животот. Книгите кои ти ги селектирам, мислам дека ќе ти помогнат понатака, можеби не сите, можеби нема се да употребиш, ама мислам дека ќе ти помогнат да го наполнам мозокот со дарени алатки, кои ќе ги вадиш буквално како, не знам, котивчиња во мозокот и ќе доаѓаат, нели? Така барем јас функционирам, можеби имаме различен мозок, ќе видиме и ние ќе видиме уствари како ќе заврши на крајот, пошто ние не знаеме. Сега сме до која книга? До 6-та, мислам дека. Да. 6-та книга почнуваме да читаме, така да ќе видиме ова кај ќе отиде. Третото прашање, да се вратам и прекинуваме, пошто некад многу зборам. Може да те прекинам малце. Ајде. Малце е срамота, ама не знам што значи зборот склон кон нешто. Склон кон нешто. Не е збор, фраза е тоа, нели? Да речеме, јас, како човек, сум креативна по природа, така. И кога нешто учам или кога нешто ново, дали е вештина, дали некое знаење, кое ќе сакам да го научам, полесно ми е да се поистоветам, да направам, не знам англиски. Шо истоветам, не знам. Поистоветам. Да. Со попрости зборови, не читам. Со попрости да се поистоветам. Да се поврзам. И, например, јас како човек сум креативец, така? Добро. И кога сакам нешто да научам или да се поврзам со нештото, за полесно да го сватам, да го сварам, да го применам понатака, ми треба да биде нешто што ми е relatable, нешто со кое се поистоветувам, нешто со кое се поврзувам, така? Добро. И најчесто тоа барам да биде ако идол, например, гледам да биде некој кој има слични размислувања со мене. Значи се поистоветувам и кроз призмата на тоа што јас го разбирам, така? Ќе го оставиме така, може? Поистоветиш, поврзеш. Крај. Поистоветиш, поврзеш, тачно. Ми се свиѓа овој шорткат на вашиве генерации. Не сме малце обширни. Некам толку да слушаме, мрзи се, искрено. Добро, окей.
Така што докај бевме со муабетот, значи нешто со кое можеш веднаш да го примениш, го прочита во книгата и можеш веднаш да го примениш. И како? Па еве нешто што го пример веќе од книгата. Со моето свирење гитара во книгата се има еден многу сегмент кај што се кажува build your own tree. Се лошо го изговорив, ама нема везе. Тука се кажува моите инспирации во некој област кој ги имам, еве кај мене за во гитарата, тоа е Гери Мур, еве да го кажеме како пример. Да гледам он што слушал, кои се негови најубави одлики и потоа да гледам негова инспирација која бил и така да направам едно големо дрво од инспирации кој може да црпам информации, така. За да креирам нешто свое. И тоа во гитарата со моето свирење многу ме напреди, бидејќи некои работи што јас до тогаш не ги знаев ми се разјаснија преку ChatGPT срчање на идолите понатаму и понатаму. Ги слушаш нивните дела, Да. ги анализираш. И тоа во мојата техника, барем еве може да се каже, многу ми придонесе за само 2 недели. Ја не можев некои работи да ги направам што сега можам многу лесно да ги направам. И тоа беше главното нешто што ми придонесе од оваа книга. Ако тоа го спакуваме со алатка која можеш да ја придонесеш, а да не биде само со гитарата, тоа значи дека луѓето кои инвестирале дали во своето образование, во својот талент и нешто оригинално направиле и светот или заедницата го признале дека тоа дело е оригинално, Да. таа експертиза е валидна, така треба да ги имаме пред себе како некој чиј пат можеме да го анализираме, додека ние го трасираме нашиот пат, така додека Да. ние се обидуваме да станеме оригинални, да направиме нешто, да придонесеме во ова општество, што значи дека кога имаме идоли, а тие идоли се признаени со своите дела, ја не крадеме од нив или не сакаме да го копираме нивниот живот во целост, туку едноставно ги чуваме како инспирација, или за да можеме понатака нашите дела Добре. да се стремиме да бидат нешто налик нивните. Така имаме свој автентичен пат. Истото тоа е применливо и во школа, тоа е применливо буквално во сите можни. Утре ќе работиш некаде, така ќе треба да придонесеш во таа работна заедница, буквално е секаде применливо. Се свиеше муабето, знаеш? Една од Треген. мотивите зашто го направивме овој договор каде што нели јас плаќам за книгите кои ти ги прочиташ, за да имаме длабок разговор, пошто некако како сон ми беше тоа кога станав мајка, дека еден ден ќе можам со децата да седнам и да направам подлабок разговор, така да се гледаме во следниот.